Здраво на сите. Јас сум Андре Стојковски, сум член на тимот на Младински сојуз Крушево, а ова е првата епизода од серијата на подкасти Млади соработуваат на младинскиот хаб М-зона. Бидејќи токму соработката е ставаме фокусот нашите вредности и ние веруваме дека токму ние младите треба да имаме клучната улога при потекнувањето и градењето на соработката на различните стейкхолдери од сите сфери во нашето општество. Исто така во Младински сојуз доста долго и доста активно работиме на оваа тема, па затоа и не случајно оваа серија подкасти ја започнуваме на темата улогата младите во оригиналната соработка и поврзување. На моја огромна чест и задоволство на оваа тема ќе разговараме со претседателот на нашата организација, Методије Стојчевски. Првенство благодарам што прифати поканата и што си дел од оваа приказна со нас. Здраво, Андре, нормално дека ќе ја прифатам, ме охрабруваат вака млади луѓе кога и ме мотивираат дополнително млади луѓе кога ќе се вклучат и кога ќе се заложат за сите оние активности и вредности во кои што ние веруваме и во основата на која што е поставена организацијата. Да, можда јас во моментот ја водам организацијата формално правно, меѓутоа се чувствувам како дел од сите вас, како еден од сите вас, дел од тимот на Младински сојуз, кој што во моментов е активен. Генерално, како што спомна, работиме на проекти, работиме на голем број на иницијативи, па затоа би почнал директно со првото прашање. Зошто е важно да ги вклучиме младите во процесите на регионалната соработка кај нас? Вака, ние живееме во еден, како што сите знаеме, комплексен регион, во кој што и добрите и лошите нешта многу лесно ги поминуваат границите и малтене општествата во регионот функционираат по принципот на сврзани садови. Еве само да илустрирам за пример, ако невработеноста во нашата држава е многу висока, нашите млади луѓе ќе се обидат да најдат сезонска работа или работа на црниот пазар во некоја од нашите соседни држави, каде што и таму ќе го пореметат пазарот на работна сила. Или обратно, ако во некој од соседните држави е висока младинската невработеност, тогаш ќе дојдат кај нас и ќе работат за помала дневница, ќе го пореметат пазарот на работна сила. Што значи општествата се многу поврзани ради разните историски случувања и луѓето се меѓусебно поврзани и малтене многу често имаат некаде пријатели, соработници и се познаваат меѓу себе. Морам тука да ја спомнам и јазичната бариера, која што, например, на север и на исток од нашата држава многу лесно се надминува и многу лесно комуницираме со нашите соседи, така да сакам да кажам дека соработката од тука се налага како најнеопходна. Зошто мораме младите да ги вклучиме во сите овие процеси? За да има одржливост на таква соработка, односно, ако сакаме ние да градиме одржливи врски, одржлива соработка, мора да ги вклучиме и младите, затоа што младите се тие што нас ќе не наследат како генерација. Значи, тие да бидат доволно подготвени, да не го поминуваат онај пат кој што ние се запознававме меѓу себе и се среќававме, туку тие да се знаат и понатаму да ја подигаат соработката на едно повисоко ниво. Тоа би било мојот одговор. Зошто мора да ги вклучиме младите во едно вакво комплексно обкружување? Супер. Моментално свесни сме што се дешава што се случува на светско ниво. Мислам со кои предизвици се соочуваме генерално народите од државите. Па гледајќи ја моменталната ситуација, дали младите се доволно вклучени во процеси? Свативме дека треба да бидат и важно да се вклучени, но дали моменталната ситуација вика дека тие се доволно вклучени и дали генерално носителите на одлуки кога започнуваат регионални процеси на соработка и поврзување, имаат слух за желбите, потребите младите и нивните интереси? Можам дефинитивно да кажам дека младите до некаде се вклучени во дел од овие процеси. Например,
ќе го земам берлинскиот процес, каде што младите се вклучени преку регионалните канцеларии за младинска соработка или разговорно познати кај нас како РИКО. Меѓутоа, сепак сметам дека тоа не е доволно ниво и не е доволна дадена можност за активно вклучување на младите. Зошто го мислам тоа? Затоа што РИКО е фокусирано само на 6 држави во регионот. За жал, од нашето обкружување само 3, значи со останатите 2 кои што исто нашето општество има отворени прашања, не се вклучени, значи ние ќе мора да превземеме активности да отпочнеме соработка за градење на доверба на младите луѓе со младите луѓе од Грција и од Бугарија. Меѓутоа, среќен сум што политичките елити ги препознаваат младите луѓе, го препознаваат потенцијалот и неопходноста за вклучување во регионалните процеси на соработка и помирување. И ете од негде добар пример е берлинскиот процес, каде што за младите има посебно место обезбедено во берлинскиот процес, меѓутоа мислам дека понатаму ќе мора и ние што работиме со млади, а и вие младите да ја интензивираме таа соработка и да создадеме нови механизми за соработка со младите од соседните држави. Некако и како што тече време мислам веќе сме 2022 и нели во процесот на евроинтегративните процеси почнуваме некако се освестуваме дека треба да се вклучуваме нели во регионални процеси на соработка и поврзување. Па според тебе, во кои регионални процеси на соработка би требало да ги вклучиме младите и зошто е важно да бидат младите вклучени во токму тие процеси на соработка? Како што кажав, берлинскиот процес е доста важен и таму се вклучени младите луѓе. Исто така како една добра регионална иницијатива, јас ја гледам и Отворен Балкан, каде што да, во одредени држави е поддржана, во одредени држави од обкружувањето не е, тоа е веќе друга тема за дискусија, меѓутоа и тука мислам дека треба да бидат вклучени младите луѓе. Меѓутоа со се она што се случува во последен период со забавувањето на евроатлантските процеси на нашата држава и наметнувањето на вето од страна на Бугарија, се отвара јас, се развиваат стереотипи и предрасуди кои што и како му одговараат на некои радикални струи, националистички движења, може би некои движења кои што сакаат да го дестабилизираат регионот во интерес на некои од големите сили кои што може би се стреми за милитаризација повторна на регионот. Така да ние како младински работници и вие како активни млади луѓе тука треба да бидеме посебно активни и предпазливи и да отпочнеме активности за младинско запознавање, за запознавање на младите со младите од Бугарија, од Соседна Република Бугарија, меѓутоа во ниеден случај не смееме да го запоставиме она што е започнато со Преспанскиот договор и градењето на добрососедски односи, градењето на одржливи пријателства и одржлива соработка и врски со младите од Соседна Република Грција. Значи, ако развиваме една форма на соработка преку РИКО со соседни Албанија, Косово и Србија, тогаш треба да направиме билатерални канцеларии за соработка со Грција, првенствено, меѓутоа и со Албанија. Затоа што политичките тензии што постоја во минатите 30 години како имаат оставено белег на размислувањето на младите луѓе кога се во прашање грците. Например, асоциација за нашите млади луѓе за Грција е Халкидики или Космос или Цимиски улицата во Солун, меѓутоа многу малку ги знаат реалните проблеми на младите грци, со што тие секојдневно се судруваат и што реално се случува во нивното обкружување.
Истото тоа важи за младите грци. Кај нив во медиумите, во првите 10 вести нема никаква информација за нашата држава, освен ако, например, во Република Северна Македонија не се смени владата или нема некој, не дај Боже, терористички напад. Значи, тогаш ќе избие некоја вест во првите, некоја тема во првите 10 вести за тој ден. Младите грци најчесто доаѓаат кај нас на шопинг или тие што се од Северна Грција на шопинг или на пазарување во Битола или во Гевгелија, на поправање на зъби, или на пропатување по копнен пат кога патуваат за западноевропските или северноевропските држави. Затоа се наметнува потреба за директно запознавање на приликите во двете држави, меѓутоа запознавање и на другите од другата страна на границата, креирање на people-to-people релации, лични контакти. Ние имаме доста примери, да не одземам време сега да ги набројувам, каде што млади луѓе запрашани од Скопје или од Битола или од Прилеп едноставно не ги сакаат грците, тие од другата страна на границата. Кога ќе ги прашаме зошто не ги сакате, што се темели тој ваш заклучок и едноставно дали познавате некого, дали имате негативно некое искуство, некоја случка, едноставно нема одговор да ни дадат, али не ги сакаат затоа што таква е креирана перцепцијата од политичките елити или медиумите и така натаму. Иста е состојбата и во Грција. Меѓутоа, од кога ќе се сретнат меѓу себе, ќе поминат неколку дена заедно на некој настан, ќе имаат неколку заеднички случаи, после тоа неретко ни се случило на некој од Грција дојдат во Скопје кај нивните пријатели што ги запознале на наш настан и не поканат во Сити Мол или негде низ градот да се сретниме затоа што дошле да ги посетат пријателите од Република Северна Македонија и меѓу другото да не посетат и нас како организација кои што сме го креирале тоа пријателство. Како заклучок би го извел тоа дека младите луѓе, од сето ова би извел заклучок дека младите луѓе многу малку се познаваат меѓу себе, од другата страна на границата креираат перцепција за другите врз основа на тоа што им се сервира во медиумите или од политичките елити. И мора сите заеднички да работиме на тоа да ја промениме таквата слика. Спомена исто во излагањето дека треба да градиме нели одржливи врски помеѓу младите. А исто нели ви во ова да спомнав и во почетното излагање дека кај нас доста работиме на темава. Би сакала еве од твој аспект, мислам од твоја страна, кои иницијативи ги имаме како Младински сојуз од почнато на темава за зајакнување на регионалната младинска соработка и од аспект на проекти, но и од аспект на политики. И како например нели што и токму нели меѓународната младинска конференција која што годинава еве го слави токму јубилејниот 20-ти роден ден. Дополнително исто на прашањето, бидејќи си нејзин лидер и учесник на сите 20 едиции, како следно прашање, какви промени има токму оваа конференција поттикнато во овој аспект и што понатаму очекуваш дека би може да постигнеме или со нејзиното одржување? Вака, да. Кога ме праша за кои активности ние ги превземаме, ние бевме едни од пионерите во тој период после постјугословенските војни, кои што се случија во 90-тите години. Бевме едни од пионерите организации кои што организираја активности што го опфаќаја учесници од целиот Западен Балкан. Сето тоа се случи во 2003 година, значи после воените судири во Босна, во Словенија, во Косово, во Србија, во Хрватска и така натаму. Се потрудивме да собериме на група на млади луѓе од цел Западен Балкан и да разговараме на една тема која што сите во тој момент не допираше.
тоа беа европските вредности, не Европска унија како политичка или економска заедница, туку вредностите врз кои што се темели идејата за европско обединување. Дали тие се познати или непознати за младите луѓе од регионот и ако не се познати, како е најдобар начин да ги доближиме тие вредности до младите луѓе. Во меѓувреме се случи Тесалоники самит 2003, кај што беше даден јасен сигнал за европската иднина на регионот, испратена јасна и силна порака за прием на сите земји од Западен Балкан односно од Југоисточна Европа во Европската унија. Во меѓувреме, да, доста држави стана членки на Европска унија, како Словенија, Хрватска, Романија, Бугарија и така натаму. Меѓутоа, се уште мислам дека треба да разговараме, иако некои од општествата се веќе дел од од големото европско семејство, мислам дека се уште не се познати доволно за нив и не ги имаат прифатено како општества европските вредности, што можеме да го видиме и од однесувањето на бугарските политички елити во овој момент. Спрема Македонија и спрема Албанија, каде што се отвара едноставно прашања кои што се нерешливи. Не постои конкретно решение за тоа. Какви промени предизвикала конференцијата? Конференцијата предизвикала, можам да набројам, многу промени, од лични релации и врски, бракови понатаму помеѓу учесници некои на конференцијата, тоа би го сместил на grassroots level, па до големи партнерства и проекти кои што се иницирани или се разговарало, се создале тие партнерства на самата конференција. Например, идејата за регионалните канцеларии за билатерална соработка првпат се начна како тема кога на нашата конференција учествуваја учесници од Франција и Германија заедно со лидерот на програмата за Југоисточна Европа на германско-француските канцеларии за младинска соработка. Тогаш првпат се спомна како модел да се ископира моделот на германско-француските канцеларии за соработка и да се направи регионална канцеларија за младинска соработка на самата конференција. Да не ги бројам многу иницијативи, кои што еве, например, нашата иницијатива за формирање на билатерални канцеларии за грчко-македонска соработка е исто така првпат спомната и начната на нашата конференција. Многу мултилатерални проекти кои што ги вклучува поголем број од државите во регионот на Југоисточна Европа, многу партнерства се создадени на самата конференција. Значи, еден таков настан, како што ние го организираме секоја година во Крушево, ќе бидам нескромен и ќе кажам дека е единствен во Југоисточна Европа, без никаква лажна скромност тоа го кажувам, дека после во Австрија Албак форумот, што се одржува секоја година, во Југоисточна Европа се одржува конференцијата Европски вредности за иднината на Југоисточна Европа во Крушево. Како што спомнати и во самото прашање, исто така ја имаме, ја водиме, односно го водиме процесот за формирање на билатерални канцеларии на младинска соработка со Република Грција. Имаме безброј други имплементирани проекти за градење на peace building, значи градење на мир, солидарност, толеранција помеѓу државите од Југоисточна Европа. Ако во претходниот период државите од Југоисточна Европа беа синоним за конфликти и за нерешени прашања, ние сакаме да го трансформираме регионот во нешто што ќе биде позитивен пример
да помогнеме во таа трансформација. Ние сами немаме моќ и немаме знаење тоа да го направиме, меѓутоа да помогнеме да регионот биде еден успешен пример на помирување. Може би некогаш во иднина перспективно гледам и сакам тоа да се случи многу брзо, да иницирам да ние им помогнеме за воспоставување на руско-украински канцеларии за младинска соработка. Некогаш во блиска иднина, се надевам. Значи, позитивните примери да ги црпат од кај нас од регионот, да бидеме позитивен пример на помирување и на соработка. Да, согласувам дека и размената на добри пракси е едно, нели, од најдобрите начини, нели, за да воспоставиме понатамош почетна точка, нели, за развој на минување некои тензии. Генерално ќе искористам еден термин кога ќе се родиме, нели, како млади, сме табула раса, празна табла, и понатаму, нели, многу стейкхолдери во нашето општество влијаат врз нас каков став ќе изградиме кога одредено прашање, конкретно кон соработка, нели, со младите од останатите држави од регионот, нели, првенство со соседите, но и понатаму со останатите држави, конкретно нашиот регион. Па според тебе, кои стейкхолдери, нели, од нашето општество имаат клучната улога за поттикнување и граѓање соработка помеѓу младите од регионот? Кои се тие чинители кои што ја поттикнуваат младинската соработка? Младинската соработка најчесто ја поттикнуваат самите млади луѓе и самите општествени форми на граѓанско здружување, како што се граѓанските организации или разговорно кажано невладини организации. Што се однесува на иницијативите во најголем број што потекнуваат и што се имплементираат на Балканот, да, тоа е и текако поддржано од меѓународната заедница, и од Европската унија. Значи, огромни средства преку Еразмус плюс програмата и безброј алатки се ставени на располагање на младите луѓе, за да можат да работат на меѓусебно поврзување, меѓусебна соработка и учење, како и мобилност, кои што, за жал, во моје време не постоеа такви алатки, може би постоеа некаде во Западна или Северна Европа, меѓутоа за нас тука на Балканот, кога јас бев студент, не беа достапни да ние можеме да аплицираме и да отидеме, например, на студиска посета или да отидеме да бидеме волонтери и на некој short term или long term EVS, да отидеме во некоја друга држава и да имаме прилика тамо да живееме и да ги запознаеме локалните прилики на одреден период. Меѓутоа, вие сега како генерација сите тие алатки ги имате на располагање, сите тие можности што ги дава конкретно Еразмус програмата на Европската унија ги имате. Имате и други иницијативи од типот на нашите билатерални канцеларии за младинска соработка, конференцијата за претходно што ја разговаравме, регионалните канцеларии за младинска соработка РИКО и така натаму. Имате безброј можности, меѓутоа јас го гледам дека кај младите луѓе се губи, односно не постои тој ентузијазам можеби што ние го имавме како генерација. Дај Боже да грешам, многу сакам да ми е грешна таа перцепција, меѓутоа кај вас тоа не постои, не се искористуваат до крај тие можности за мобилност, за студирање во некоја друга држава, да се земи еден семестар или една студиска година на некој универзитет во Европа, дури не се искористуваат нити тие можности. Да се стекнат знаења дополнителни, меѓутоа да се почувствува што значи општественото обкружување во некоја друга држава, што значи да се живее таму на одреден период и да се запознаат луѓе со кои што ќе се изградат релации што ќе траат цел живот со некои млади луѓе од некоја друга држава во Европа. Така да користете ги моето
Мојата препорака е користете ги што можете повеќе тие алатки што ви се нудат, сите можности што ви се ставени на располагање како генерација, затоа што со глобалните политички случувања, со геополитичките случувања, не знам до кога и како би биле, дај Боже, да остани се непроменето и да траат уште долго време сите тие алатки, дури да бидат надградени. Меѓутоа, во моментов, лично јас сум уплашен да не се ова што се случува помеѓу Украина и Русија не доведе до некои поголеми тектонски придвижувања. А дали намалениот интерес се дължи на некоја, ја би рекол, некоја како депресија или монотонија, што генерално се случува во општеството, дали предизвикан со ковид пандемијата или генерално нема изградено интерес кај младите и не го гледат бенефитот да се вклучуваат нели во вакви активности како што се конференцијата Erasmus Plus и така натаму, останатите можности. Да бидам искрен, реално можам само да ги предпоставувам причините зашто е тоа така. Меѓутоа не можам да дадам конкретен одговор кој што би бил поддржан со некои податоци кои што произлегле од некое наше истражување или од некоја наша активност. Комуницирајќи секој ден со вас, младите луѓе, можам да заклучам, тоа е лично моја перцепција, не е став на организацијата, не е, пак ќе повторам, не се темели на некои собрани податоци и обработени, тоа е лично мој став, моje гледање, е дека паѓањето на нивото на високото образование кај нас си дава своја рефлексија, затоа што многу е лесно ако кажам јас дека младите се авангарда на општеството, ти сигурно ќе се сложиш со мене и ќе го прифатиш тоа. Меѓутоа не, младите се само рефлексија на општеството во кое што живеат. И ако имаме ние општество со нарушени стандарди за образование и тоа се и нарушени стандарди за образование, тоа се рефлектира кај младите луѓе. И младите луѓе едноставно не се мотивирани да отидат на некој престижен европски универзитет или факултет, да земат една академска година од проста причина што нема да можат да се снајдат таму. Втора работа, немаат мотивација затоа што ако соберат знаење и се надградат таму некаде, дека тука има безброј луѓе што дипломата ја добиле во неколку месеца, универзитетската диплома ја добиле во неколку месеца и на пазарот на трудот ќе бидат вреднувани исто. И никогаш нема да можат да го валоризираат тоа што го инвестирале во себе. Едноставно таквите можности ги гледаат за да си отидат од нашата држава. Значи да отидат во некоја друга држава каде што би поминале одреден период и после тоа би поминале одреден период во студирање и по завршувањето на студиите би останале во таа друга држава. Може би само тоа им служи како мотивација, меѓутоа се поретко се користат можностите на таа мобилност во високото образование. Дури сме тука, мислам слабо можеме кажеме дека имаме и уште една група на млади кои што за жал некако не успева да се пробија да се вклучат во овие процеси, а тоа се токму младите од помалите места или од руралните средини. И пример, единствен начин каде што тие би може да се вклучат активно, мислам каде што тие би гледале да се вклучат активно, може преку локалните младински совети, односно нели моментално има процеси на формирање на самите совети со донесувањето на законот за млади. Па дали може и како може младите да ги вклучиме во регионалните процеси, преку локалните младински совети, односно нели она што е мислата Think Global, Act Local, мислам во тој аспект. Да, размислувај глобално, делувај локално, да. Јас морам да кажам дека потекнувам од Крушево, иако во моментов живеам во Скопје, потекнувам од Крушево, од една иста таква мала средина и апсолутно ги разбирам младите луѓе во таквите средини како е
да се биде активен таму и како е да се направи некоја промена на локално ниво најпрво. Мислам дека најважна е мотивацијата на младите луѓе, колку се тие мотивирани и колку постои кај нив амбиција за да направат некоја промена, почнувајќи од училиштето каде што учат, почнувајќи од локалната заедница, па понатаму. Да, секогаш постојат можности за активно вклучување на младите во процесите на регионално ниво. Една од можностите можеби се и локалните младински совети, кои што во моментов се во фаза на формирање според новиот закон за младинско учество. Така да поврзувањето на младинските совети пред се на регионално ниво, во планските региони во Македонија, па понатаму и на државно ниво, може да им отвори многу перспективи на младите луѓе за активно учество. Да не ги заборавиме и граѓанските организации како форми на здружување на младите луѓе, кои што се помалку ги препознаваат наспроти подмладоците на политичките партии, каде што мотивацијата можеби за зачленување и активност во подмладок на политичка партија, можеби мотивацијата е чисто клиентелистичка, за да добијат нешто преку партијата во која што се зачленуваат и стануваат активни. Меѓутоа, сепак, како форма постојат и граѓанските организации, постои и локалниот младински совет и им препорачувам на младите луѓе кои што ова ќе го слушнат и ќе го видат, да ги побараат, да ги истражат сите можности за нивно активирање на локално ниво пред се. Тоа што им е на дофат на раце во прв чекор, па после понатаму се ќе зависи од нивната амбициозност и мотивираност. Разговаравме за вклучувањето на младите во регионалната соработка од повеќе аспекти, па еве пред самиот крај како сума на се што зборувавме како еден заклучок. Да дадеме еден одговор на прашањето, мислам и на на самиот подкаст, на темата на подкастот. Која е улогата на младите во регионалната соработка? Да, како што кажав, улогата на младите е огромна во регионалната соработка. И мора да бидат вклучени, мора да бидат се повеќе застапени и се повеќе активни. Како што сите знаеме, во нашиот регион постојат така наречени замрзнати конфликти. Ние мора да ги превенираме и како граѓани на регионот мора да ги превенираме и да не дозволиме тие конфликти повторно да станат активни, да ги поддржиме процесите кои што ќе доведат до нивно конечно решавање. На тој начин ќе го обезбедиме мирот, соработката и иднината на регионот. Младите луѓе во тие процеси се имаат клучна улога, затоа што ако ти во моментов имаш 22-3 години, ти за 5 години ќе бидеш веќе си со твојата активираност и ангажираност во општеството, ти веќе си активен чинител. И ако ти одолееш на сите тие политички претходно што ги спомнавме манипулации, влијанија преку лажни вести, сајбернапади и така натаму и успееш да изградиш свое мислење за соработка, свои ставови за соработка, помирување во регионот, тоа понатаму и ти се јавуваш како мултипликатор на тие процеси. На тој начин сите придонесуваме, ние што сме работеле со тебе, ти што ќе работиш со наредна генерација на млади луѓе или со твои врсници во моментов, придонесуваш кон обезбедување на мир, стабилност и просперитет на регионот. Тргнуваме сами од себе тука. Затоа викам,
младите луѓе мора да ги вклучиме, мора да ги едуцираме и мора да ги запознаеме со реалните прилики каде можат и како можат да делуваат со цел да превенираат повторно регионот на Југоисточна Европа да влезе во една сива зона и да повторно биде, не дај Боже, синоним на конфликти, како што тоа беше во времето кога јас бев средношколец и студент. И да, повели, Андреј. Да, целосно накрај. Да ставиме нели во ситуација како млад човек што одлучил и сака да предонесе да влезе во регионалната соработка нели во својата држава, нели со соседните држави. Па како мислам зборувавме за вклучувањето преку невладините организации, преку младинските организации. Па како на друг начин можам јас како млад човек самоиницијативно да се вклучам во овие процеси? Кој чекор треба да го преземам како млад човек според тебе? Значи може било кој млад човек, дали како фриленс активист или како активист во граѓанска организација може активно да се вклучи во процесите. Може и како неформална група на граѓани да се вклучат и да помогнат или да иницираат некаква активност, односно да покренат иницијатива. Навистина во моменталнава ситуација постојат безброј можности за млади луѓе кои што треба да се искористат. Дали ние како локални нешто представуваме локални организации тука на национално ниво или пак многу регионални организации или организации на европско ниво нудат безброј можности за соработка. И самите студентски организации нудат можности за соработка. И самите средношколски организации мислам дека се добро поврзани во регионот и функционираат. Понатаму, кажав, граѓанските организации, ја спомнав Еразмус програмата која што дава цела палета на можности. Постојат и други организации кои што секојдневно ни даваат нови алатки и можности на располагање за соработка. Битно е, ќе се повторам, колку се мотивирани младите луѓе сето тоа да го прават и колку се амбициозни за да се вклучат во едни такви во сите тие процеси за регионална соработка, помирување и поврзување во регионот на Југоисточна Европа. Благодарам. Уште би сакал да се благодарам за целото она за текот на дискусијата. Ќе се согласиме дека токму ние младите треба да имаме во фокусот на сите процеси, бидејќи токму ние смените носители на одлуки и ните градители на еден подобар нели регион. Ги имаме нели сите можности, разговараме кои се нашите можности за вклучување, кои се нашите нели предизвици кои што се соочуваме моментално. Разговаравме нели по која патека отприлика би требало да се движиме доколку сакаме биеме дел од овие процеси. Така што уште би се заблагодарил за отвореноста и за прифаќањето на поканата за денешниот подкаст. Доколку имаш нешто да кажеш, мислам, пред крајот, може слободно. Немам ништо да дополнам, сакам тебе да ти се заблагодарам што ме избра мене за прв соговорник во оваа серија на подкасти која што ја водиш ти и е твоја иницијатива. И ете, со твој личен пример покажуваш и на твоите врсници и на генерацијата што доаѓа после тебе како треба и како може да се работи и да се предизвикуваат промени ако некој сака и ако некој знае како да се посвети на визијата во која што верува. Така да, Андреј, ти благодарам и те охрабрувам понатаму да продолжиш како што си работел до сега. Благодарам уште еднаш и за одјава, ова беше првата епизода од серијата на подкасти Млади соработуваат, се гледаме понатаму во следните епизоди кои што нели ќе ги имаме следните неколку месеци. Благодарам уште еднаш. Поздрав!